Почитувам председателя на Собранието на Република Северна Македонија, почитувани новинари, представници на медиумите, почитувани министри кои што сте денеска со нас, директори на државните институции, почитувани граѓани. Прво, благодарност што лично и председателот на државата и председателот на Собранието се овде, ни правите чест и како влада, но секако давате лично и вашите институции значење на сеопфатната платформа за борба против лажните вести. Пропагандата, дезинформацијата и лажните вести имаат потенцијал да го поларизираат јавното мислење, да промовираат говор на омраза и насилство и конечно да ги поткопат демократиите и да намалат довербата во демократските вредности. Ни широките порти за добре дојде на новата дигитална ера се протнаа и алгоритмите на пропагандата, дезинформациите и ефтините и лажни квазиновинарски приказни. Трендот на ширење шокантни вести, невистини е најголем подкопувач на демократските, реформските, прогресивните процеси во општеството. Денес, користејќи ја развиената технологија, дезинформациите влијаат на нашите општества, предизвикуваат конфликт, омраза, параноја, заговор и така натаму. Во регионален контекст, лажните вести кои се насочени кон етничка, политичка и верска нетрпеливост се заеднички непријател на помирувањето на земјите и народите од Западен Балкан и нивната конечна европеизација. За глобалната димензија на заканите од дезинформациите и лажните вести говорат и овие два податока. Република Франција донесе закон за борба против лажните вести, а Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави заклучи дека лажните вести и дезинформациите што се објавуваат на социјалните медиуми се закана за безбедноста на земјата и активираше проект за возвраќање на ударите од автоматизираните напади со дезинформации. Република Северна Македонија не е надвор од овие глобални закани. Напротив, нашата земја во изминатите 2 години во повеќе наврати се соочи со масовно ширење на дезинформации, како на социјалните мрежи, така и на традиционалните медиуми. Кампањата на дезинформации и лажни вести поврзани со договорот помеѓу Северна Македонија и Грција е одличен пример какви ефекти сакаат да постигнат ваквите лажни вести. Кампањата со лажни вести за договорот од Преспа имаше за цел да ги дезинформира граѓаните преку пласирање на лажни или искривени факти, да ги дестимулира да излезат на гласање, за да се дискредитираат референдумот, а најголемиот интензитет имаше за време и на самиот референдум. Најчесто се базираа на селективно избрани сегменти од членови на договорот, на кои им беа додавени нови значења преку шпекулации кои беа представувани како факти, за да бидат представени во погрешно светло со потпалувачки изјави. Тезите кои се пласира во јавноста беа: го губиме идентитетот и се брише се што е македонско. Грција го напиша нон-пейперот со уставните амандмани што треба да ги спроведе владата. Се менуваат меѓународните кодови и кратинки. Беа дел од насловите. Готово е, јазикот ќе биде северно-македонски. Беше еден од насловите. Дезинформациите за наводното бришење клучни поими од Уставот, како се брише асном од Уставот, или договорот нема да помине во Грција, ќе го смениме името и ќе останеме извисени, Грција нема да го почитува договорот во иднина. Лаги, невистини, дезинформации. За пошироката публика беше ширена и дезинформацијата дека договорот и референдумот немаат поврзаност со влегувањето во Европската Унија и НАТО и дека е можна интеграција на земјата во тие структури без промена на името. Односно дека компромисот со Грција не само што е штетен, туку е непотребен. Или пак се сеќавате на една вест која тврдеше дека, замислете, бугарски кран влезе во Македонија, ќе се отстранува споменикот на Александар Македонски. После тоа, мала група граѓани се собраа на плоштадот во Скопје да го бранат споменикот од бугарскиот кран. Денес сме сведоци дека сите тие така наречени вести беа лажни. Имаат цел да манипулираат и да го вознемируваат населението. Почитувани, слободата на говорот е загарантирано човеково право, но злоупотребата на тоа право
во форма на дезинформирање, наведување или манипулативно пропагирање, многу лесно се рефлектира врз целокупната безбедност и стабилност и не е ни одблиску слобода на говор. Во една демократска земја, активната транспарентност е најсилниот непријател на лажните вести и дезинформациите. Како одговор на овие сајбер закани и согласно заложбите за отвореност, отчетност и транспарентност, владата инициираше подготовката на предлог акцијски план за борба против дезинформации и напади на демократијата. Нашата цел е да зајакнеме националната безбедност и сигурност на граѓаните на нашата земја и да ја браниме и унапредуваме демократијата. Предлог акцијскиот план е сублимат на процеси, проекти, мерки и препораки за борба со дезинформациите, изработен како резултат на следењето на мерките на Европската комисија, секторот за комуникации на НАТО, како и Комитетот за експерти за квалитетно новинарство при Советот на Европа. Огромен е придонесот и на британската влада во нашата поширока иницијатива за професионализација на комуникациите на владата и на PR службите, понатаму соработката со USAID и со Европската мрежа за дигитална дипломатија поддржана од State Departmentот на Соединетите Американски држави. Со овој настан денеска започнуваме нова фаза во нашиот организиран пристап во справувањето со нападите на центрите за дезинформација и лажни вести врз демократијата во нашата земја. Ова денешна конститутивна седница на акцијската група за координација на институционалниот дел од борбата против дезинформациите е еден од првите поголеми чекори кои воопшто ги превземаме. Следуваат, уште во месец октомври, серија консултации со граѓанските организации, со новинарскиот еснав, со медиумските организации, со факт-чекерите, со граѓаните, со сите кои сакаат да се вклучат и со сите кои веќе предводат иницијативи против дезинформациите. Почитувани, подкопувањето на владењето на правото и политичката стабилност како цел на дезинформациите и лажните вести, меѓу другото влијае и на работата на медиумите. Во насока на обезбедување услови за квалитетно новинарство во дигиталната ера, политиките на владата секогаш ќе се раководат од тоа што медиумите и медиумските професионалци ќе го утврдат како највисоки етички стандарди во остварувањето на нивната благородна професија. Оттаму, за поздравување е неодамнешната иницијатива на Сдруженијето на новинарите на Македонија, Стопанската комора и Советот за етика во медиумите, за регистар на професионални онлайн медиуми со кои ќе и се посочат на јавноста кои портали ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, кои се тие кои се придржуваат до новинарскиот кодекс при своето работење и имаат транспарентно сопствеништво и импресум. Всушност, за поздравување е секоја иницијатива која придонесува да се направи јасна разлика меѓу новинарската критика и лага. Мораме сите ние како граѓани да направиме разлика меѓу критиката која е сојузник и лагата која е непријател на нашето демократско општество. Секој придонес треба да се гледа како дел од една широка акција за креирање план за справување со дезинформациите и нападите врз демократијата на системско ниво. Институциите на државата исклучува за работите кои ги офаќаат владините и другите државни институции и придонесот на медиумите, медиумските и граѓанските организации, новинарите и граѓаните кои се определени против злото, наречено лажни вести, кое ја загрозува демократијата. Ние како влада ќе бидеме тука да ја поддржиме само регулацијата во делот на интернет порталите, да инициираме широка јавна кампања за едукација на граѓаните, во која ќе се вклучиме сите засегнати страни. Тука сме да обезбедиме програми и ресурси за медиумска писменост. Тука сме за да создадеме или да поддржиме амбиент на општествено сојузништво во одбрана на демократијата. Такви треба да бидат и одговорите и затоа е неопходен координативен одговор од сите засегнати. Затоа следуваат консултации со граѓанскиот сектор на кој очекувам да се вклучат сите релевантни институции. Благодарам.